Жителите од старото ризарско мало Витоша кои живеат покрај течението на Масалница денеска се пожалија на опасноста од, како што ги нарекуваат, дивите тополи кои овде се посадени пред 50 на години. Необичниот проблем е што овие дрвја кои се израснати до височини од 40 до 50 метри се постојана закана да се урнат и да ги загрозат околните куќи и жителите во нив. Особено стравична е ситуацијата во време на силни ветрови, кога се создава силна бучава, поради која некои луѓе бегаат од дома додека да стигне времето. Поопасно не може да биде од ова. Тука е куќи, од ова мои куќи. Народ мина тука. Ко дуне ветер, тоа е страшно тука. По-страшно е него гром ко ударе, ко бучи. Тука ветер не смееш да пројдеш тука, не да застанеш нешто, да питаш нешто или мове да. Овај проблем не е од денеска, тоа е со повеќе години. Жалиме се у собрание, одиме институции, се пробаваме, не бива. Крајно време беше може да ги сечат пред 2 месеца и тоа не биде. Не се тука нема опстанок за да се живее, да се диша. Вториот проблем кој го создаваат тополите, а ги има на неколку локации, се цветовите кои во овој период на будење на вегетација паѓаат наоколу и поради смолата се лепат по растенијата и домовите, предизвикувајќи низа непријатности. Цвето е ка медовина некоја, тоа не е цвет, некој цвеќе нешто, него тоа дека падне и се залепе. И не смееш ни тука прозор да отвориш, ни врата, ни... Градинарите се жалат дека во околината не успева ништо што ќе посеат. Жените дека нема каде да ги простираат испраните алишта. Тоа се лепе по воштарици, по садевини што имаш садено, тоа не може, тоа се лепе, лепливо е. Тоа бел цвет. Паѓа и у куќи, и по тавани, тоа не можеш ветер да го сопреш. Иако повеќе пати им било ветување дека овие огромни дрва ќе бидат исечени, сепак тополите остануваат постојана закана за жителите. А како што велат, се работело за акција за која одреден сечач побарал 100 евра и проблемот да биде решен.